Власта на овие избори е делегитимирана и тоа секому му е јасно, дури и на самата власт. Одговорност за изборниот инженеринг кој што се случуваше мора да има, доколку Македонија сака да се одлепи од демократското дно. ВМРО ДПМН во своите кривични пријави до јавното обвинителство детално ги образложува криминогените дејства со кои што се нарушува слободата за слободен избор на граѓаните за личното изразување на волјата на демократски избори. Јавното обвинителство, кога станува збор за избори, ја има клучната улога во тоа дали државата воопшто ќе овозможи владење на правото или ќе продолжи да тоне по сите демократски параметри. Воедно, изборите се дел од оние случувања кои имаат вонредно значење во државата и во општеството и јавното обвинителство мора, согласно своите надлежности, само да постапува и да покрене истраги и да ги обелодени сите прекршувања на законите. Бидејќи републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовески и по вториот круг на овие избори го нема никаде со свое делување, ВМРО ДПМН поднесува 12 кривични пријави со поголем број на сторители кои го нарушија изборниот процес. Станува збор за кривични пријави во кои со доказен материјал се укажува на недозволено агитирање, подкуп во изборни цели, заплашување, организирано гласање и ред други прекршувања на законите, кои што се повторуваат и во повеќе општини во државата и секако во општините од градот Скопје, каде власта доби јасен црвен картон од граѓаните. Од тука апелираме јавното обвинителство да почне да работи за тоа за што постои. Чувството за непостоење на право и правда е суштествено во Македонија и тоа е нагласено при последниот изборен циклус. Јавното обвинителство мора да одговори и за случаите за недозволено агитирање, подкуп, заплашување, организирано гласање, односно изборен криминал во вториот круг на претседателските избори, но мора да одговори и за аферата Големото око, односно незаконското прибирање докази преку мобилна апликација од страна на владеачката партија. Ова е втори изборен процес, вклучително и референдумското изјаснување, за кој што јавното обвинителство се уште нема никаков одговор ниту за подкупот, ниту за потекнување на подкупот, ниту за полнење на кутии, наречено брзи прсти, гласање за неколку секунди, зашто дури имаше и поништени резултати од гласачки места од страна на Државната изборна комисија. Изостанувањето на реакција од јавното обвинителство доведува повторување на ваквите појави и во првиот и во вториот круг на претседателските избори. Со тоа републичкиот јавен обвинител има директна одговорност заради неговото непостапување, односно злоупотребување на неговата должност и функција, со што поттикнува изборни нерегуларности и нивна неказнивост за изборен инженеринг од страна на власта. Ви благодарам.